скоро, па и сум заборавил како се влогува. Меѓутоа, добре дојдовте у мојот нов влог. Денеска е 1 декември и многу природно би било да помислите дека стартувам влогмас. Меѓутоа, јас за промена одлучив да се вратам таму каде што реално припаѓам и конечно да започнам со настапи во живо. Сите вие кои активно ги следите моите социјални мрежи, особено Инстаграм, верувам дека веќе сте во текстот таа информација, но од друга страна сметам дека е тоа сосема нова информација за сите вас кои ме следите само овде на YouTube. I hope so дека се уште ме следите со оглед на тоа колку сум редовен. Како и да е, сакав да започнам едно ново влогче на иницијатива на Виктор, кој ќе го запознаете нешто покасно. Он инаку член на бендот со кој што ќе настапувам. Подоцна ќе имате прилика и да ги запознаете сите членови на бендот. Имам гитара, бубњеви и сајзе. Многу е смешно и симпатично тоа што јас сум од Куманово, едниот член од Пробиштип, другиот од Берово, третиот од Скопје и сме као североисточен плански регион од прилика, меѓутоа функционираме одлично сега за сега. Ќе видиме како ќе помине првата свирка вечер. Ја носам камерава со мене, за прв пат у Куманово ќе ви влогувам нешто надвор од работните обврски, затоа што секогаш влоговите кои сум ги снимал кога се случуваат концерти на други луѓе. Планирам да излезам за некои 5 до 10 минути. Бендот ќе пристигне овде во Куманово. Прво ќе ги носам нешто да јадеме, а после идеме во локалот да се наместиме, да пробаме и на кај 10, 10 и пола, 11, не знам кога, ќе стартува нашата прва заедничка свирка и моја прва свирка после 100 години. Со оглед на тоа дека не сум снимал одамна, имам свашта нешто да ви кажам, меѓутоа не е ниту време, ниту место. Ако евентуално се активирам и на YouTube, затоа што еве конечно одлучив да се вратам на музиката и на она што реално најмногу ми исполнува и што заслужувам на мој 28 години да си го дозволам, а тоа е музика, живи настапи и све она во што верувам кога бев мал. Така што ете, ја носам камерата со мене, ве носам на проба, ве носам на местење, на вечера, на свирка, на апсолутно све. Од вас во коментар евентуално би барал да ми напишете во кој град или во кој локал следно би сакале да настапуваме. Ја веќе имам закажано неколку свирки од Куманово преку Крива Паланка до Делчево. Меѓутоа би сакал да слушнам од каде најмногу ве има и каде најмногу би сакале да не видите, па е тако ни се укаже прилика да гостуваме во вашиот град или во вашиот омилен локал, ќе ни биде задоволство. Booking number ќе ви оставам долу во дескрипција, а веќе го имам објавено на мојот Instagram профил, така што може да не најдете, да не контактирате и ангажирате, а ние со задоволство ќе ви ја разубавиме таа вечер. Мора да бидам искрен дека немам трема, меѓутоа малку ми фуфка, искрено, затоа што едно е некаде да отпееш песна 2-3, друго е целата забава да ја носиш на собствен грб и онака безпрестанно да пееш 2-2,5 часа. Така што ќе видиме како тоа ќе помине вечерва во Куманово. Намерно го одбрав Куманово како град од кој што сакам да започнам, затоа што тука некако се осеќам како дома, што е сосема природно. При тоа и локалот во кој што вечер настапуваме, Сидарта, е место каде што јас сум буквално секој викенд и верувам дека нема да ми бидат земени за зло сите потенцијални грешки кои може да се случат. И ова некако го доживам како генерална проба. Така што вие ќе бидете сведоци на тоа, затоа што камерата ја носам со мене и ќе ангажирам некого вечер тоа да го снима од секој можен акол. Се слушаме и гледаме за многу брзо. Ајде, колега. Oh, hello. Oh, hello. Hello, everybody. Ова е Виктор, дами и господа. Здраво. Никад да не сте се прелепо. Тапа народ, да. Он е од Берово и затоа у кратки ракави у Куманово, пошто овде му е лето. Враз стварно е топло. Инаку се растовараме, носиме ствари. Виктор е виновникот што го стартува влогот уопште. Ова е Александар и нега да ви го представам. Он е од Пробиштип и Ангеле ни фали, он е гитара. Нема вака да настапам, не секрет, ова ми е само за проба. У тренерки не се настапува. Не стигна и третиот, односно четвртиот член. Ангеле. Ангеле е гитаристот. Многу захтевна опрема има за носење, затоа последен дојде. Пошто бубњарот има најзахтевно семејство уште сега. Аце е готов. Има добро перница, Спајдермен. Да. Вечер ке летиме као на, како се викава, зашто ми отиде фокусот у Виктор е највреден денес. Таков инструментот кој ми вика учи информатика, ја не е бубен, еве ти бубен, браво. Аце се намести. Јас се намести. Сите сме наместени, освен Виктор. 8 и 28. Се пресопреков и сега да се наместиме да пробаме така. Има ли нас на YouTube или нещо? Еве Миланче, одма ќе те ставиме. Сега да прашам, дали сме толку убави за на YouTube или још не сме убави толку? Најубави сте ви. Не, ви сме најубави. Ево пак. Пак и грам. Чега грам. Аце бубњаро. Да.
Виктор Тонеца. Ево какво што се дешава, ја чекам само ова да се уклучи. Овде треба да седи. Моето учително си да стои. GG. Ајде. Марио е окей. Дори тамам. Окей. Која? Ajde. Bilo bi lošije, da vide komšije, šta bi mi kazali i kad bi saznali, ja bi te ukrao, ja bi te ubrao, ubrao ja tebe. Ние завършихме. Добро утро, другари. Ја буквално пред 2 минути отворив очи. Ми текна дека влогувам и прво што сакам да направам е да го завршам, за да можам во тек на денот да ги префрлам материјалите и да видам дали постои можност ова да се пушти јавно, односно дали има доволно материјали. Сума сумарум, ја дадов вчера камерата на Кети и ја замолив да снима во секој оној момент кој ќе почувствува дека треба, така што веројатно нешто и ви снимала. Тоа ќе го видам во монтажа. И ја ви се снимам, знам нешто кратко на пробата со бендот едно друго. Се надам дека имавте прилика да ги запознаете. Заврши нашата прва официјална свирка во Куманово. Ајде вака да споделам импресии прво со вас. Пред се сакам да им се заблагодарам на сите оние што дојдоа. Многу ми беше драго затоа што имав многу убава публика некако. Убави луѓе, фина енергија, пеевме заедно, не знам, баш некако убаво. Не знам како тоа да го објаснам. Ја најмногу имав трема во однос на кондицијата, дали ќе издржам пеење од 2 часа, меѓутоа издржав и од 3. Со оглед на тоа дека почнавме на кај 15 за 11, а завршивме на кај колку беше 15, 20 за 2.
2. Со кратка пауза измеѓу, поради тоа што дое полиција, што е некако и природна појава во Куманово, секој викенд. И имам таа среќа што и Александар пее, па онака имаше моменти каде што се менувавме за просто гласот да се одбори. Јас вчера бев ептен некако хајпнат, па не можев да си ги дефинирам емоциите и чувствата. Веќе денес кога сум некако наспиен, трезвен, мислам дека поминавме многу подобро од што ја очекував. Со оглед на тоа дека имавме вкупно 2,5 проби, мене ми беше битно да знам дали ќе кликнам со дечкиве, дали ќе се поклопам енергетски, што реално се случи, така што имавме неколку проби само да го средиме репертоарот, запишавме тоналитети и тоа е тоа. Буквално оваа свирка ни беше као генерална проба за све она што следи. И поминавме и повеќе од што и подобро од што очекував. И верувам и знам дека 2024 година ќе биде наша година. И не знам што све ми кажав оваа одјава од 25 минути. Следете го мојот Инстаграм профил затоа што таму редовно објавувам апсолутно све, за да бидете во тек, само кликнете на тоа follow дугбе, whatever. Тоа е тоа. Се гледаме во некој следен влог, на некој следен настап, више ни не знам што правам, малце сум јутубер, малце сум пејач, малце сум на работа у понеделник, али добро. Млади сме, можеме све. Имате убав остаток од денот или викендот или вечерта или кога да го гледате видеото, затоа што не знам кога ќе го смонтирам и објавам, ама битно да имате убав живот. Чао!